приказни од тајната градина. Дивите лебеди од Ханс Кристијан Андерсен. Далеку, далеку каде што летаат ластовиците кога имаме зима, живееше еден крал кој имаше 11 синови и една ќерка Елиса. 11 браќа, сите принцови. Секој одеше на училиште со звезда на градите и меч во појасот. Тие пишуваа со диамантски муливи и на листови со позлатени рабови. Беа многу паметни и можеа да ги кажат лекциите на памет исто толку лесно како што можеа да ги прочитаат од книгите. Нивната сестра Елиса не одеше на училиште. Таа често седеше до прозорецот во својата соба и ја држеше својата омилена сликовница во рацете. Незината сликовница зборуваа дворјаните дека чини колку половина кралство. И така сите деца на кралот живееја убаво и среќно под закрила на својот татко. Но, за жал, нивната среќа не траеше долго. Еден ден нивниот татко, кралот, реши да се ожени. Тој не знаеше дека неговата нова жена ќе биде злобна кралица и дека воопшто нема да ги сака неговите деца. А за жал децата, уште првиот ден на свадбата на нивниот татко, ја запознаа својата зла маќеја. И така, додека низ палатата траеше прославата за свадбата на нивниот татко и имаше гозба на секаде низ кралството, децата играа со гостите. Но наместо торта и печени јаболка, тие од својата маќеја добија само песок во шолја, која што им рече да веруваат дека ова е посебно задоволство. А веќе следната недела кралицата ја испрати малата Елиса во село да живее со едни селани. И набрзо лошата кралица го натера таткото кралот да верува во толку многу лаги за кутрите принцови, што тој повеќе не се интересираше за нив. Летете по светот и заработете сами, им рече еден ден злобната кралица, па продолжи. Летајте како големи птици без глас. И принцовите се претворија во 11 прекрасни бели лебеди. Со чуден плач тие излетаа низ прозорецот на палатата, низ паркот, во шумата. А кутрата мала Елиса остана во селската колиба да се игра со еден зелен лист, зашто немаше други играчки. Таа направи една дупка во листот, па погледна кон сонцето. И тогаш, како да ги виде светлите очи на незините браќа, а сончевите зраци го топлеа лицето, исто како некогаш што ја топлеа кнежите на незините браќа, на незиното убаво лице. И така, Елиса растеше и порасна во една прекрасна девојка. Толку беше убава, што и ветерот ја признаваше убавината и убавите рози ја веднеа главата пред незината убавина. А убавината извираше од внатрешноста на незината душа, зашто таа беше и многу паметна, попаметна од најголемите книги. А кога наполни 15 години, таа реши да се врати дома во кралството. Но штом кралицата ја виде незината убавина, веднаш почувствува омраза према Елиса. Таа сакаше веднаш да ја претвори во лебед како и незините браќа,
но сепак се двоумеше зашто кралот бараше да ја види својата ќерка. И затоа кралицата уште рано наутро отиде на местото за капење, кое што беше направено со бел мермер, со меки перничиња и обложено со најпрекрасни килими. Таму најде 3 жаби, па ги зеде, ги бакна и на првата и рече: скокни на главата на Елиса кога ќе се капи, за да стане гадна како тебе. На втората и рече: лукни во челото, за да стане грда како тебе и татко и да не може да ја препознае. А на третата жаба и шепна: легни на срцето за да биде проколната и измачувана од лоши желби. Потоа кралицата ги фрли 3 жаби во чистата вода и водата веднаш озелене. И тогаш ја повика Елиса, ја соблечи и рече да влезе во бањата. Кога Елиса влезе да се бања, првата жаба искокна во косата, втората на челото, а третата на незиното срце. Но таа не осети и продолжи да лежи во водата, а кога конечно стана, 3 црвени булки испливаа на површината на водата. Жабите не беа затруени од отровот на лошата кралица и беа претворени во црвени рози. Девојката беше премногу невина и добра и вештинството што го фрли кралицата над неа немаше моќ. Кога злобната кралица го виде сето ова, зеде лушпа од орев и со незе ја намачка Елиса. Незиното лице доби една темно капена боја, а незината коса ја разбушави толку многу, што Елиса сега изгледаше страшно. Никој не можеше да ја препознае, а најмалку незиниот татко. И затоа, кога следниот ден ја однесоа Елиса пред кралот, тој се шокираше од тоа што го виде. Рече дека оваа девојка не може да биде неговата ќерка. Никој друг не ја препознаваше, освен чуварот и ластовиците, ама тие не можеа да зборуваат. И така Елиса избега, трчајќи во шумата. Кога се погледна и го виде своето лице на површината на водата, се згрози. Но механички ја намокри својата рака и почна да ја трие веѓата на окото, па примети дека бојата полека паѓа и незината светла кожа полека се враќа. Потоа ја соблечи облеката и се втурна во сладката вода. Кога се избања, бојата падна и таа повторно стана најубавата девојка на светот. Потоа се облече, ја сплети косата во плетенка и отиде до пенливиот извор, па се напи вода со раката. Се исправи, па отиде подлабоко во шумата без да знае каде оди. Сега мислеше само на своите браќа и се надеваше на милоста Господова, зашто беше сама на светот. И така, одејќи таа стигна до една полна јаболкница. Јаболкницата имаше многу јаболка, така што гранките ѝ беа наведнати до земјата. Неколку чекори подалеку, таа сретна една старица која имаше корпа со бобинки, па и даде на Елиса да јаде. И тогаш Елиса се охрабри, па ја праша бабата дали видела 11 принцови како јаваат низ шумата. Не, рече старицата, но вчера видов 11 лебеди кои носеа златни круни. Тие пливаа по реката која што е недалеку од овде. Само оди на зајди сонце и рече бабата. И така Елиса отиде на зајди сонце на местото за кое што и кажа бабата и чекаше. И тогаш од небото се спуштија 11 бели лебеди со златни круни на главите. Додека летаа, тие наликуваа на бела лента која лебди низ воздухот. Елиса се искачи и се скри зад една грмушка на стрмниот брег. Тогаш лебедите се спуштија блиску до незе
и мавтаа со своите бели, прекрасни крилја. Штом сонцето зајде зад морето, лебедите ги фрлија пердувите и повторно станаа убави принцови. Тоа беа незините браќа. Иако беа никако изменети, таа сепак осеќаше во срцето дека тоа се незините браќа. Почна да плаче од среќа и така со плачење отиде и се втурна во нивните прегратки, нарекувајќи го секого со своето име. И принцовите беа пресреќни кога ја видоа својата сестра, и тие веднаш ја познаа и сите беа пресреќни. Се смееја, плачеа од среќа и набрзо сватија колку маќеата лошо се однесуваше со нив. Ние браќата, рече најстариот, принудени сме да летаме вака маскирани како диви лебеди, додека сонцето е на небото, но кога ќе зајде ја враќаме нашата човечка форма. Така на зајди сонце, секогаш мора да гледаме околу нас и да бараме некое добро место за слетување, зашто ако летаме на зајди сонце меѓу облаците, ќе бидеме спуштени на земјата. И затоа ние живееме на овој брег. Има една земја која што е многу добра за нас како лебеди, но таа е на другата страна од огромниот океан и не сме сигурни дека ќе успееме да го прелетаме големиот океан. А можам ли јас да ве ослободам? Аша нивната сестра Елиса, и тие продолжија да разговараат цела ноќ. Утрото Елиса ја разбуди звукот од чушкањето на крилјата на незините браќа лебеди. Незините браќа се движеа наднезе правејќи големи кругови и потоа полека одлетаа надвор од видното поле на Елиса. Но најмладиот брат остана со Елиса и ја потпре главата на незините гради, додека таа го галеше по крилјата. Тие поминаа цел ден заедно, а кога почна да се стемнува, и другите 10 лебеди се вратија. И како и претходно, кога го снема сонцето, тие ја вратија својата форма. Тогаш еден од браќата рече: утре мора да одлетаме и не се осмелуваме да се вратиме додека не помине цела година. Но не сакаме да те оставиме вака. Дали имаш храброст да дојдеш со нас? Ние сите ќе те држиме со нашите крилја и ќе летаме преку океанот. Да, земете ме со себе, извика Елиса. И така тие цела ноќ правеа една мрежа од врбови гранки. Кога конечно ја направија, Елиса легна во мрежата. И кога сонцето изгреја, и кога незините браќа повторно станаа лебеди, ја кренаа мрежата во која беше и Елиса и полетаа високо кон облаците со својата сакана сестра која се уште спиеше. Додека сонцето сјаеше право во незиното лице, еден од лебедите летеше над незината глава за да ја штити од сончевите зраци. Беа далеку од брегот кога таа се разбуди. Елиса мислеше дека сонува. Се чувствуваше чудно додека се наоѓаше високо над морето. Крај неа во мрежата лежеше една гранка со убави зрели бобинки и еден сноп корени со сладок вкус. Незиниот најмлад брат ги собра и ги стави таму за нејзе. Таа му подари благодарна насмевка. Таа знаеше дека токму тој е лебедот што и прави сенка над незината глава и ја штити од сонцето. Тие летаа толку високо, што првиот брод што го видоа изгледаше како галеб кој лебди над морето. Тие цел ден летаа како стрели низ воздухот, но сепак поради сестра им, што ја носеа, летаа побавно отколку на претходните патувања.
Ноќта се приближуваше и почна и бура. Елиса преплашена гледаше во сонцето што заоѓа, зашто никаде немаше копно на повидок. Незе и се чинеше дека лебедите поочајно си ги тепаат крилјата во воздухот. За жал, поради неа не можеа да летаат доволно брзо. Така, штом сонцето ќе зајде, тие ќе се претворат во луѓе и сите ќе се спуштат во морето и ќе се удават. Таа се молеше на Бога од длабочината на своето срце. Но сепак никаде не се гледаше барем некоја карпа. А црните облаци говореа за невремето што доаѓа. Законувачките облаци беа црни и се движеа многу брзо кон нив. И тогаш се појави блесок како молња. Срцето на Елиса забрзано чукаше, додека лебедите почнаа да се соборуваат и Елиса мислеше дека паѓаат. Сонцето веќе со едната половина беше во морето, кога таа вида една малечка карпа под нив. Карпата само малку зиркаше од морето. Сонцето целосно зајде и кога на небото се појави само една звезда, таа конечно стапна на карпата. Ги виде незините браќа како стојат околу незе, рака под рака, а простор имаше колку за сите нив. Брановите удираа во нив и ги прскаа од сите страни. Небото беше осветлено од молњи и грмежи на сестрата, и браќата силно се држеа за раце и пееа една молитва која им даваше храброст да издржат. Оваа приказна е направена за правилен развој на нашите деца. Продолжува.